Добро. Верувам дека повеќето од вас знаат кој е најголемиот евангелизатор во 20-тиот век, Били Греем. Меѓутоа има големи евангелизатори пред него од 19-тиот век. Оној што е попознат е од Америка, таму се познатите луѓе. Се вика Чарлс Фини, сте чуле за него, пресвитеријанин, меѓутоа неговите евангелизаторски методи кои произлегуваат од неговата доста контроверзна доктрина влијаат многу сомнежи во неговата служба. Така да, мојата оценка дека еден друг евангелизатор е, можеби, Били Греем на 19-тиот век, а тој е Џон Макнил. Не е познат, многу успешен во својата работа, исто пресвитеријанин како Фини, но од Велс, од Шкотска. Толку бил добар во проповедта, во евангелизирањето, што многу ретко се задржал на едно место и не останал само во Шкотска, го канеле во цела Англија, на целиот остров, во Европа, во Америка и на крајот во Австралија, каде што и почнал, не живеел многу, 42 години. Веројатно, славото здрава и напорната служба го придонеле своето. Околу него има многу шеги, бил духовен човек. Една поврзана со неговото често местење и непостојана служба. Играла еднаш голф со неговите пријатели, други пастори, и топчето паднало во една длабока песочна јама и според правилата на голфот требало оттаму да ја извади. И после долго мачење не успел и на крајот се пошегол и рекол: конечно си најдов постојана служба. Зашто тоа било момент кога се задржал многу околу една работа. И зашто го спомнувам овој контекст со оваа случка? Има една интересна шега кој тој ја прави, кој мислам дека ќе одговара на однесувањето на учениците кога го видоа слепородениот човек. Знаете дека има два така случаеви познати во кои Христос лекува слепороден. Едниот е овдека во Јован 9, другиот е во Марко 8 глава и се разликуваат двата случаеви. Овдека Христос со плунка ќе направи кал од песокта, од земјата и ќе му ги намачка очите. Во 8 глава на Марко само ќе плукне во лицето или во очите на човекот, ќе го допре и потоа нема малку само ќе гледа и потоа конечно вториот пат ќе го исцелува. И така во таа шега што тој кажува, после известно време на некој семинар некаде се сретнале двајцата луѓе исцелени, оној од Јован 9 и од Марко 8 глава. Се сретнале оној од Јован, овој нашиот херој овдека, што ќе го разгледаме, го прашал другиот како се почувства кога Христос направи кал со плунката и ти ги намачка очите. И човекот другиот зачудено рекол: па мене не ми мачкаше кал, само ме плукна. И потоа, па не прогледав, па следниот пат така појасно, нели, се избистри погледот. И човекот од 9 глава на Јован пак прашал чудно: не направи кал? Не те намачка со кал? Не ме намачка. И така по известно време на спорење, на размислување, на крајот рекол од Јован 9 глава: јас мислам дека ти се уште си во темнина, се уште не гледаш и не си исцелен. Штом не ти намачкал кал, ти не си исцелен. И така, вели Макнил, почнаат двете први протестантски деноминации на калнисти и акалнисти. Оние што веруваат дека и без кал се случва исцеление, кои што велат дека мора да има кал. Интересна е шегата, зашто навистина кога сретна еден човек во неволја, слеп, учениците почнаа веднаш да спорат сега. Негов ли е гревот, на родителите ли е гревот, и така се создадоа фракции меѓу нив. Интересен е расказот, еден многу вака важен, може да кажем дека најживописен во тој поглед од служењето на Господ Исус Христос, а самата личност, излекуваниот човек, исто така живописна, многу впечатлива, зашто после тој настан ќе се разврзе една голема дискусија, можеби најдолгата дискусија во Евангелијата,
ако ги тргнеме оние што Христос ги има со фарисеите. Ова е така динамичната, интересна дискусија меѓу некој човек и фарисеи. Освен, дискусиите или дебатите што Христос ги има. И интересно од друг аспект, бидејќи се водиме меѓу еден човек кој бил слеп до тој момент, необразован и учените фарисеи. Овдека по втор пат Христос ќе ја повтори фразата "Јас сум светлината на светот". Така да ова 9 глава го продолжва контекстот на 8, каде што Христос се представи како светлината на светот во 12 стих, откако и прости на жената и го прости гревот и ја прати во нов живот на светост и извика "Јас сум светлината на светот". Оној кој врви, оди по мене, нема да оди во темнина. А овдека пак ја кажува таа фраза пред да му го врати видот на човекот. Така да и во 8 и во 9 глава гледаме реакции. Што прави светлината кога ќе осветли? Што се случува кога вистината ќе биде обелодената? Или како што вели Карсон, разделува. Светлината има сегаш двојно дејство. Некои прогледуваат, а некои уште повеќе од светлината заслепуваат. Зашто светлината може и да ослепи, а може и да открие. Виделина. Интересно е дека оние што мислеа дека гледат, беа повеќе заслепени, а оној што не гледаше, тој прогледа. Има многу контрасти меѓу овие две глави, 8 и 9. 9 е во целосен контраст поставен на 8 глава. Ќе видиме некои од контрастите овдека. Во 8 глава гледаме Христос како ја разобличува темнината во разговорот со фарисеите, додека во 9 тој дава вид, тоест како светлина ослободува од темнината. Гледаме како на дејство се покажува моќта на светлината. Ако во 8 глава светлината води кон дебата, тоест вистината ги разобличува фарисеите како деца на ѓаволот, како робови, всушност духовни. Во 9 глава гледаме како таа светлина дава вид. Во 8 глава е презрена, отврлена светлината, а во 9 е прифатена. Во 8 евреите ќе се наведат, и тоа е интересно, првото дејство на Христос во 9 глава, и тој да се наведе. Завршува 8 глава со тоа како луѓето се наведнуваат надолу. 9 глава почна со тоа како Христос се наведнува, но со тоа што луѓето се наведнуваат за да земат камења и да убијат. Христос се наведнува за да направи кал да исцели. Во 8 глава Христос се сокрива, така завршува, ќе се сокрие светлината и се сокрива за да се открие пак. Ама да се открие на друго место, да се открие кај еден човек што е во темнина. Светлината нема да најде место кај фарисеите во 8, додека во 9 глава ќе одговори послушно питачот или слепиот човек. Во 8 глава Христос ќе биде обвинет дека има демон, зол дух во него, а во 9 ќе му се поклони човекот како на Бог. Тоа се навистина големи контрасти. И она што како заклучок го кажува Карсон, и овие контрасти всушност не ги дава Пинк во неговиот коментар, се покажа и во нашиот секојдневен живот, во нашата служба. Ние како светлина на светот, не со нашата, она што Христос ни ја дава во нас, во нашата служба се извршува истото дејство. Светлината ќе изобличи едни, ќе ја открие нивната состојба за да поверуваат, а кај други светлината ќе доведе до уште поголемо затемнување и слепило. И тоа го гледаме во животот. 8 глава заврши, ајде да се навратиме сега на непосредниот литературен контекст, заврши тоа како откако Христос рече јас сум, како апсолутно божество. Уште пред да се роди Авраам, јас сум Бог. Јас сум тој кој што сум, со вечно существување, јас сум Бог. Евреите во тој момент, веќе фарисеите, се разгневија, пишува, и
посака да го видат, а Христос се сокри и излезе пишува од храмот. И сега во 9 глава го гледаме како излегува од храмот и излегувајќи поминува покрај тој човек и се задржа, застанува таму до човекот, до питачот. И сега печатокот што текстот ни го дава е како да следи тоа хронолошки во времето, како да следи. Има спорови зашто ќе видиме на крајот на некаде во продолжение на текстот дека тоа зимата наближува, така да не знаеме кај прекинува точно временски овој текст од 8, 9, 10 глава. Како и да е, Јован, кој е теолог, тој има идеолошки пристапува, идеите му се важни, ги собера 8, 9 и 10 глава. Е едно логично продолжение на проповедите на Христос. Така да, се што следи во 9 глава е логично поврзана, теолошки, идејно поврзана со 9 глава. Така да, завршува 8 глава со обидот на фарисеите некако да ја спречат, да ја затемнат светлината, тоест да ја ограничат, да ја загушат. Зедоа камене, сакаат да го убијат. А во 9 гледаме како таа действува. Не може да биде попречена. И така започнува и ова Јовановото Евангелие. Светлината дојде, темнината не можеше да ја опфати, тоест не можеше да ја некако победи. Светлината огрева. Таа е непобедлива. Така да, ниту гневот на фарисеите, тоест нивниот обид да го убијат, не можеа да ја загушат светлината, ниту пак слепилото на човекот. И слепилото беше победено од неговата светлина. Никој не може да го попречи Бог во неговото дејство. Ова чудо, меѓу другото, е еден од дури и Борјан заборава, не е конзистентен. Враќањето на вид на слеп човек е едно од најтипичните месијански чуда. Тоест, чудото кое е ексклузивно наменето за Месијата. Никаде во Стариот Завет ви нема да видите друг случај некому да му бил вратен вид. Значи, имаме случаеви на воскресение, на лекување на болни, на лепрозни, како што и во Новиот Завет, куци секака. Меѓутоа, немаме случај некој да бил излекуван од слепило, ниту пак во Новиот Завет некој друг, освен Христос, го направил тоа. Куци исцелува, воскресение имаше и во Новиот Завет од Петар, од Павле, нели она Ефтих и така. Меѓутоа, немаме тако, зашто тоа е некако наменето за Месијата и поради својата символика, меѓу другото, службата на Месијата во Стариот Завет е представено како откровение или враќање на вид. Сега да не ги читаме сите, ги знаете во Одисеја, 42 глава, така во тој поглед представителен, вели во тој ден глувите ќе ги чујат зборовите, не, 35.5. Тогаш ќе им се 42.7. Јас Господ те повикав во правда, тоа е најтака типичен месијански текст. Јас Господ те повикав во правда, цврсто ќе те држам за рака и ќе те пазам, ќе те поставам за завет на народот, светлина за незнабожците, за да им ги отвориш очите на слепите, да ги изведеш врзаните од затвор и они што седат во темнина од темнината. Да тој е повикан, да тој е испратен. Они што се во темнина да бидат ослободени, да попрати вид. Духовната служба на спасение. Тоа е службата на спасение. Спасение на поробениот во грев, во темнина, во духовното робство. И не само што враќањето на вид на слепи луѓе е типичниот во Стариот Завет месијански знак, тоа е знак за Месијата, исто така тоа е така специфичен за Месијата, зашто во Стариот Завет на многу места враќањето вид на слеп човек е атрибут единствено на Бог. Така да, преку оваа чудо,
преку овој знак, така да кажем, месијански, се потврдува не само мисијата на испратениот на мисијата, туку и неговата божественост. Со ова чудо се открива Христос и како Месија, но и како оној што има божествената власт, зашто враќањето на вите само во псалмите на други места гледаме само Бог може да го прави тоа, така да. Месијата е самиот Господ Бог. Тој навистина е јас сум. И затоа не случајно ова чудо доаѓа откако тој ќе им каже јас сум. Во на апсолутна смисла. Јас сум Бог. Јас сум вечно постоечкиот, самодоволниот, кој суштества самиот од себе. Ајде да видиме сега како почнува овој текст, после овој увод. Одеше Христос и виде еден човек слеп од раѓање. И тој нели голем контраст меѓу претходната глава, завршува 8 глава со гневот на луѓето кои сакат да го убијат. Интересно е, Христос излегува од храмот и кога човек е гонат за да биде убиен, тој би бегал, нели? Меѓутоа Христос кога излегува, застанува. Зошто? Зошто е предизвикан пак од една друга ситуација. Човек кој цел живот од раѓање е слеп, пита, проси и застанува пред него. Така што овој текст не ни покажува само божествената сила, власт, моќ на Христос како Месија, но ни покажува и нешто друго. Неговата милост, сочувствителност. Застанува покрај човекот кој што има потреба во едностација во кој што треба меѓу другото да бега од разгневената толпа. И кога застанува, таа ситуација, бидејќи во едностација во кој што Христос нели се отргнува од и разјарена толпа и застанува покрај човек кој е слеп, кој било толку големата, толку важната причина тој да застане покрај таков човек. Не може да има друг мотив, не може да има друга причина, освен да се одговори на прашањето од каква причина или зошто тој човек е слеп. Теологијата е најважна, да се разбере кој е сега причината. Тој ли сгрешил или неговите родители? И тоа уште од раѓање. Знаат учениците дека тоа е од раѓање слеп, зашто веројатно сите знаеле дека тоа е бил позната личност во Ерусалим. Сигурно стоел таму пред храмот уште од мало дете. Во малите места Ерусалим било мало место во тоа време, да, за време на празници станал голем град, меѓутоа така не бил голем и во такви места сите ги знаат. Јас во Струмица, кога бев дете, беше помало градче, имаш само двајца слепи луѓе. Сите ги знаевме. И застануваат да прашат која е причината. За нив човекот не е страдалник, туку е теолошки проблем. Зашто или он го извршил гревот според учењето, или неговите родители. И сега тука е интересна работа. Ако тој е слеп од раѓање, како може тој да биде виновен кога така се родил, кога го извршил тој грев? Тоа е интересното прашање. Кога имал време да изврши грев пред да се роди. Значи, ученици тргнуваат од таа теологија што е типична во тоа време, равинската теологија, која вели нема смрт без грев и нема страдање без беззаконие. Секој лошо што ќе му се случи на човекот е резултат на некој конкретен грев. И сега верували дека доколку бремената жена, трудната жена, изврши грев и детето учествува во утробата, тоа е равинското учење, и детето учествува во извршувањето на гревот, и тоа го сторува, го врши гревот. Не знам дали го има на други места во Македонија тоа верување, меѓутоа кога бев, и не знам дали се уште во Струмица го има, кога бев мал, слушавме како едно верување дека ако мајката, трудната мајка, украде нешто, детето ќе има на кожата беле. Го има тоа низ Македонија, да. И белегот е во формата на украденото. Да.
Сега, обично бремените жени кинат од дрвјата, од тугите дворови, во тоа време кина, зашто им се јаде, нели? И кинат. Не. И кога ќе видевме некој со многу вакво, си велевме многу е крадено додека. Проблемот овде, имало исто тако верување, имало мистична еврејска теологија, и евреите имале мистична теологија, и се уште имат евреите евреи со мистична теологија, кои верували, и се уште има евреи кои веруваат во реинкарнација. Тоест, верували во претходни животи. Тоест, сигурно тој човек во некој негов претходен живот живеел лошо, знаете што е реинкарнација. Така и тоа е едно од општо расширените во тоа време верувања. Знаете што, дека пролошти тргнуваат од таа предпоставка, дека тој сигурно има некаков грев. Зашто е општо расширената теологија? И кога ќе се тргне со таа предпоставка, не се размислува околу предпоставката, туку се размислува како таа предпоставка да се аргументира. И да се даде одговор. Така, се врзуваме во кръпче, верување и се обидуваме постојано да го докажуваме. И, знаете, ти имаат книга, имале книга во Стариот Завет, која дава одговор, меѓу другото, за прашањето околу страдањето на човекот. Например, Јов. Јов е книга која дава одговор, и тоа многу јасен одговор. На еден многу така длабок филозофски начин открива сувереноста на Бог. Бог е суверен во своите дејства и тој решава, независно од човечките дејства, да врши нешто за да неговите дејства се покажат. Меѓутоа, очигледно, еврејскиот народ не напреднал ни малку во поглед на разбирањето на страдањата на пријателите на Јов, кои се собра околу него и почна да барат причина. Ти сигурно си направил некој грев незнаен за нас и затоа толку многу страдаш. Гревот сигурно многу голем за такви страдања. Знаете, таквото верување гради представа за суров Бог. И денес има такви верувања меѓу христијани, дури меѓу евангелски христијани, дека страдањето е резултат конкретно на некаков грев. И тоа е расширено посебно меѓу тие просперитетни средини, каде што се промовира она движење на верата, веруваш и ке имаш просперитет, ако имаш греф, ке страдаш. Јас се сеќавам на ситуација во Софија, каде што дојде она 90-тите години Торонто Блесинг, што се смеја, тоа беше манифестација на дејството на светот, сите паѓаа на земја од смеење, и просперитетно учење, и едно девојче се разболе од рак и изфрлија од средината. Мислам дека не се заборавив како се викаше црквата, но Цолов беше таму пастор. Името го памтам бидејќи е произлегува тоа на цол, германското замерење, Цолов. И го изфрлија и рекоа, ти имаш некој сериозен греф, што си се заболела од рак. И тоа представата за Бог кој е суров, едва и чека некој да направи нешто и да го казни за неговиот греф. Овдека всушност се открива Бог како нешто сосема друго, како битие кое извршува дејства во кои, тоест доаѓа страдање во кои треба да се видат неговите големи дела, тој да биде прославен. И сега, да, малку е деликатна ситуацијата страдање, а во страдањето да се прослави Бог, ќе кажеме малку понатаму нешто тоа. Како и да е, за разлика од учениците Христос застана, гледајќи на човекот некако, не од теолошко љубопитство, некако проблем, кој треба сега да се одговара теоретски, туку да помогне, да се изврши, всушност Божјото дело да се изврши. Тоа е најважното. И затоа им одговори и им рече, ни тој, ниту родителите не го изгрешили, туку за да се јават делата Божји врз него. Со други зборови, не е оваа ситуација последица на негов греф или на родителите. Сега, да, во ултимативна смисла на зборот, секое страдање, смртта, секое неволја е резултат на оној првородниот греф на Адам. Од таму, тоа е едно општо начело, општ почеток на секоја болка. Меѓутоа,
Овде во конкретниот случај Христос вели да се јават Божите дела и секогаш всушност е тоа крајната цел на едно страдање. Говориме за верниците. Па и општа смисла на зборот треба да доведе до Божја прослава. Зашто секој Божјо дело на крај треба да доведе до Божја прослава. Слепилото на човекот е во овој случај и секој друга неволја е во рамките на Божјата волја, во рамките на неговиот план, не излегува надвор. Во овој случај ние гледаме како тој живот на човекот во слепило, питач, го води таа состојба на немок, на страдање, на крајот го води до послушноста која е потребна за спасение. Кога се открива светлината, тој во послушност одговара. Лутер вели, јас имам многу книги во мојата библиотека, но најважната книга што имаме е Страдањето. Најмногу учам од таа книга, зашто страдањето е она дејство на Бог кое најмногу го гради, така да кажеме, карактерот така што прво го умекнува. Во битката, во војната, во бурата се гради христијанскиот карактер. Нема друг начин на кој може да се изградат нешта во нашиот живот, освен страдањето. Тоа е она што и јас сум го сватил во животот. Многу фалинки, многу корекции во нашиот живот се случуваат само преку страдањето. Да, би било идеално доколку ние самите се испитуваме и самите, барајќи Божјата помош, се градиме, така да кажем, со Божјата благодат. Меѓутоа, тоа е идеалната ситуација. Затоа Павлин вели на коринтијаните, ако се испитувавте вие самите себе си, немаше да бидете испитувани од Бог. На евреите им вели, оние што Бог ги љуби, децата ги дисциплинира, за да се пак на крајот види Божјото дело и Бог да биде прославен, коригиран. Зашто нема во страдањето умекнува човечката душа за да биде обликуван. И ништо не го омекнува човекот така, како што го прави тоа страдањето. Не. Обликуване според Христос. За разлика од гревот кој не уништува, страдањето не крши. Но не за да не уништи, туку за да се исполни Божјата благодат за нас. Не преобразува. Да се појават оние плодови што тој сака да се појават. И знаете што? Страдањето може да биде служба за Господ. Еден од најпознатите поети англиски од 17-тиот век, Милтон, Џон Милтон, пуритански писател, ги напишал книгите Изгубениот рај и потоа Повратениот или Вратениот рај. На 40 на години го загубил видот. И тоа било за него голема трагедија, зашто со тоа го загубил пишувањето. И му требало време така да се соземе и во еден момент пишува едно дело за неговото слепило. Така се вика, за неговото слепило. И таму тој вели, и тие служат, оние што трпеливо стојат и чекат. Знаете, служење за Господ е трпеливо да се трпи страдањето, зашто и така се покажува Божјата слава. Кога верниот човек го носи јаремот што Бог му ги дал и ја објавува Божјата слава, го величи Бог во тие ситуации низ кои што поминува. И зачува таа радост и тој мир, и тоа сведоштво, тоа е повторно се покажуваат Божјите дела во таа радост, во тој карактер што се гради во страдањето. Како што Јов кажа на неговата сопруга, добро, само во доброто ли ќе го прифаќаме Бог, а во злото ќе го, а во неволјата ќе го отврламе. И при сето тоа вели, не сгреши со својата уста. И тоа е исто така служење. Да го носиш страдањето, прифаќајќи го како Божјата воља.
како што вели Милтон, да стоиш, да чекаш, да продолжиш. И тие служат на Бог. Сакајќи да каже, јас веќе не можам да пишувам да го славам Бог, го загубив видот, но пак можам со моето трпеливо служење во радоста, во спокојството што Бог го дава. Така, тој човек цел живот беше слеп, за да се објават Божите дела во него. Не знаеме на колку години бил, меѓутоа, не знам, не секам некаде во текста пишува, но од раѓање бил слеп. За да се објават Божите дела. Може ли да има поголема смисла на животот, тоа Божјото дело, Бог да се прослави во тебе? Да. Тоа е најголемата и всушност смислата на животот, Божјата сила. Сето тоа време живееше за да дојде Христос и да ја покаже неговата власт, моќ. Зашто, знаете, ние многу пати и не знаеме, не можеме да видиме што е вистинскиот благослов за човекот. Многу пати, често пати, нешто што сметаме дека е благослов и не е вистински благослов. А денес во нашата представа просперитетот е благословот. Како што Спрџан, ако се вратиме на него, говори се некој слеп христијанин кој разговарал со пријателот и му рекол, знаеш што, јас имам многу повеќе причини да бидам благодарен од тебе. И од другиот му рекол, како така? Па така, ти гледаш и ти во твојот живот си видел многу мрачни лица, злобни лица, нечисти лица, полни со омраза, со гнев. А знаеш ли кој е првото лице што јас ке го видам? Лицето на Христос. Христос ме поштеди од сите тие грозни сцени, за да го видам прво неговото лице, лицето на оној што ме спасил. Знаете, вистината е дека гледањето, можност да се гледа, е товар, одговорност. Оној што повеќе гледа, оној што појасно гледа, е натоварен со поголем товар. И тој ќе види многу во животот. Многу болка, многу предизвици, многу страдања. Страдањата на оние кои што пак на друг начин ја објавуваат славата на Бог. Затоа, која е идејата? Кога доаѓаат страдањата, да внимаваме. Пак тука ќе едно мое наблюдување 90-тите години во Бугарија, кој беше онаа пробудување. Тоа беше моментот на најголемата беда и сиромаштија. Масовно се исклучуваше парното од секаде, немаше државна институција во која што работеше парното. А пак црквите нема своји простори и знам дека ние се собиравме во еден така наречен политехнички музеј, киносала. Зимата немаше грејење, зимата беше ладно. Полна сала. Бабички на 90 години одеа и седеа по 2 сати на служба. Долу имаше еден бетонски под, нозете не смрзнува. Ама жива вера, ревност за Господ. 20 години подоцна ја гледам Бугарија. Дојдо пари. Направија згради. Со клими. За зима еден метод, еден режим, лето друг режим. Скапи коли. Луксус. И сега сите зборат само за луксусот. Ако нешто не достига, таму е фокусот. Сега тоа треба, тоа ни пречи сега. Тоа ни го удобството ни го крши. И разборат за пари. Знаете ли, добро, и ние сите се стремиме кон добар живот. Не сакам да кажам дека треба да сме аскети, но да внимаваме, зашто добриот живот, зашто удобниот живот создава меки карактери. И тоа може и на верата да се одрази. Во кризите се гради карактерот. Господ знае, ако ние премногу се залетаме по удобството, Господ пак ќе не испита. И тоа ќе треба свесно да ги прифаќаме тие дејства на Бог за нашето изградување. И така, им кажа, не е ова слепило поради грев, туку Божите дела да се покажат, и продолжува во таа насока, без да им даде можност пак да се вратат на нивната тема, околу гревот, тоест вклучува момент на итност. Им вели, јас треба да ги вршам делата на оно што ме прати, додека е уште ден.
Гледа, зашто настапувано кога никој нема да може да работи. Знаете, во еден момент кога така почнуваат една расправа, нели, учениците, Христос го свртува вниманието кон Божите дела и тоа со акцентира на итноста, на важноста. Ова сега баталјата тоа. Ова е сега важно да го правиме. Да ги вршиме Божите дела. И сега овде во нашиот превод пишува јас, меѓутоа во оригиналниот текст, ако видите, во повеќето преводи е ние, зашто личната заменка е ние. Ние треба и глаголот е во множина, прво лице множа. Ние треба да ги вршиме Божите дела. Ние сме за тоа овдека. Да гледаме на овој човек како на можност Божите дела да ги извршиме за него. Божјата волја за него. Божјото дело на спасение. Јас сум испратен од Отецот. Јас сум испратен како светлината. И ова сега е можно да се објави таа светлина. И сега видите, после ќе одиме за итноста, но тука вклучувањето на учениците во таа служба. Христос е испратениот, меѓутоа тој вели ние треба да ги вршиме. Ги вклучува и нив во таа служба. Јас сум испратениот, Христос е испратениот, тој е Месијата, тој е кој што ги отвара очите на луѓето, тоа е светлината на светот, меѓутоа сите вие сте вклучени во тоа дело. Тоа е и ваша служба. Не вклучува нас. Секако ние не сме светлина, иако не нарекува светлината, ние ја носиме неговата светлина и нашата служба е да ја прскаме таа светлина насекаде. И тоа е големата привилегија, Создателот на Вселената, кој што за Бог е една прашинка, не вклучува нас во таа голема задача. И вклучувајќи на таа голема мисија, да ги извршуваме Божите дела, зашто тоа е важното, вели Христос. Ова е важното. И многу итно. Да го правите додека е време. Дури за мене, вели, времето е ограничено. Додека сум на земјата, сум светлина на светот. И моето време одминува. Зашто ќе дојде времето кога ќе бидам земен, тогаш вие ќе продолжите како светлината на светот, носејќи мојата светлина, проповедајќи го моето слово, живејќи го мојот живот. Но, внимавајте, вели Христос, тоа време не трае бескрајно. Ограничено е. Ке дојде моментот кога никој нема да може тоа повеќе да го прави. Додека сте тука, додека Христос, додека Господ ве чува, тоа е вашата работа. Да ги извршувате делата на оној кој го прати Месијата. Тоа е итната работа. Тоа е важната служба. Гледате како ги префокусира од едно прашање што го има учениците кон важното, итното. Да ја вршите волјата на Отец, додека е уште ден. Тоа е големата задача. И големата привилегија. Ние треба да го... Нашата задача е да ги објавуваме делата на Бог. Во нашиот живот и во животот на другите. Така што и во зборот, и во целокупното поведение Бог ќе се прославува. Неговото слово, неговиот живот во нас. Овдека Христос не говореше нешто посебно на човекот, изврши дејство. И човекот прогледа. Ние како луѓе често пати знаеме да одиме во екстреми, па едни ќе кажат џабе збориш ако не живееш, нели? Ако твојот живот не е живото сведоштво, живото Евангелие, а други кажат не само зборот, зашто да, навистина само словото е она што води до вера, така да само тоа е важното, не, целокупниот човечки живот е вклучен. Ние треба да збориме и да го живееме, тоа што го говориме. Христос ни го даде тој пример. И тој им кажа на фарисеите, најдете нешто. Мојот живот целосно одговара на она што го правам. И така се прославувам, така се објавуваат, така се вршат Божите дела во животот. Меѓутоа,
они што се родители тоа ќе го видат. Да, може да ги учат на многу убави работи децата. Меѓутоа, ако нивниот живот не одговара, ќе разберат дека децата многу повеќе учат она што го гледат од своите родители, отколку од она што им го говорат. Вели, краток е денот, доаѓа ноќта. Толку многу нешто има што треба да ги направиме, што треба да ги кажеме, што треба да ги извршиме. Многу се. А времето е кратко. Затоа Христос овде каже, не го губете времето во работи кои не извршуваат Божјата воља. Насочете се, фокусирајте се на Божите дела. Тоа е важното. Затоа сте овде. Затоа Христос е испратен, затоа не повикал да бидеме служители. Додека е јасно, дури за него тоа важи. Зашто, како што пак, како споменам Бакстер вели, ние сме луѓе што умираат, ние говориме, проповедаме сме на луѓе што умираат, како луѓе што умираат. Јас сум човек што умира и говори на луѓе што умираат. Не знам ниту јас до кога ќе бидам, ниту пак вие до кога ќе се. Никој не знае кога ќе настапи ноќта, кога нема да може повеќе ништо да направи. И откако го кажува тоа, веднаш преминува во дејство. Гледате, Јован само на почетокот во една реченица го дава реакцијата на учениците. Од тука натаму е корекцијата на Христос и неговото дејство. И тоа што го прави овдека, Леон Морис го нарекува парабола во дејство, во акција. Зашто целата постапка е една парабола. Не во зборови, туку во служба. Парабола на неговата служба. Тој дојде да им даде вид на слепите. И тој тоа го направи со дејство. Буквално даде вид на човек кој беше слеп физички, а потоа, ќе видиме во наредниот текст, и духовно, духовен вид, духовно гледање на човекот. Христос, Јован го опишува овој случај на исцеление, на 12 чуда тој ни дава во Евангелието и овој го зима како чудо, такво чудо. Бидејќи е многу така впечатливо, самиот начин на кој Христос го прави тоа како парабола, а и потоа ќе видиме што се случува, нели, после тоа чудо. Бидејќи на најјасен начин ја искажува службата на Христос. И овде кога врши дејство, пак ќе видиме, нели, плукнува во земјата, прави кал, му ги мачка очите и му вели, оди, измии се во бањата Силоам, што значи испратениот. А можеше Христос само да каже, гледај, и ќе гледаше. Зашто Христовот зборот на Христос има сила, моки. Меѓутоа Христос ги направи тие работи. Сега знаеме која е символиката на целото тоа дејство, да се покаже Христос како светлината на светот. Меѓутоа, зошто требаше точно па да направи песок, тоа од земја да направи кал, да му ги мачка очите? Има древни толкувања кои се поврзуваат. Најдревното се поврзува со лековитата моќ на плунката и така Христос сака да покаже дека врши исцеление. Има, дури сега веруваат некои дека плунката има лековита моќ. И друго така древно толкување е алегориско така помалку, зашто и тргнува од алегориската школа, е Христос да се представи како Творецот. Прави една асоциација со битие, втората глава, кога од кал направи, битие прва, втора глава, од кал направи човек и му даде дух животворен, и тука го повторува тоа творечко дејство да се представи како создателот на светот, а исто така, нели, творештво прави, му дава вид, му дава очи на човекот, така да кажем, символички, нови очи му дава. Меѓутоа, ова се тие така литературни, културни контексти од древност, меѓутоа, оној непосреден контекст што ќе го видиме во текстот понатамо, она што повторено ќе бараат фарисеите да го повтори човекот е како се случи тоа. А пак
И кога ќе го прашуваат како се случи, дополнува Јована, беше сабота, саботен ден. Така да Христос со ова дејство ги наруши равинските правила за саботниот ден. Го прекрши саботата. Намерно или не знаеме, ама го направи тоа Христос, не законот за сабота, туку равинските правила за саботниот ден. И затоа неколку пати ќе бараат фарисеите, со задоволство ќе слушаат како Христос правеше, зашто според равинските правила е забрането ти да правиш тесто, да правиш кал, такви работи, глина да мешаш во саботен ден. И така се насладува кога слепородениот човек повторуваше како Христос ја крши саботата. Но тоа ќе збориме повеќе следниот пат. Но очигледно е овде ке имаме кршење на тие равенски правила и тоа ќе биде фокусот на дискусијата понатаму. Многу појасно е, нели, Силоамската бања. Таа има сигурно исто така значење, зашто Христос слепородениот неколку пати понатаму на фарисеите ќе им каже: ми испрати да се измијам таму, бањата Силоам. Во Стариот Завет е позната, Исаја ја спомнува водите на Силоам, кој ги става како контраст на тие кротки, благи води, во контраст со оние разорни води на непријателите, противниците, и тоа посебно кога ги советува израелските цареви да не се надеваат многу на тие коалиции што ги прават со паганите. Така да ги нарекува кротки води. Самата бања, всушност, се создава од тој поток кој извира од Сион, Сионскиот трид, таму каде што е храмот. И од тука етимологијата на зборот испратениот. И, так, како да има испраќање на водата од храмот и се стигнува до Кедрон, долината, и се создава таа бања. Така да символиката, и не случајно Јован го преведува тој збор, сакајќи да кажеш дека тоа е значењето, испратениот. Тоа е Христос, тоа е испратениот, оној кој треба, и тоа е целта на Евангелието. Луѓето да поверуваат дека тоа е испратениот, тоа е Месијата и Синот Божи. И верувајќи во него, луѓето да имат, и верувајќи во него, нели, да бидат спасени. Тоа е заклучокот на крајот што Јован го дава во Евангелието. Испратен да ги измие нашите гревови, како што човекот требаше да одие да се измие од Силоамската бања. И што направи човекот? Покажа послушност. Послушност. Знаете, сега тука некој ќе си каже, ама нормално е. Не е нормално се. Човекот е питач. Човекот не го познава Христос. Може би го слушал. Меѓутоа, сега доаѓа некој ти ги мачка очите со калат и вели: о, ти изми се таму. Па јас верувам дека тој човек многу пати се мил во таа бања. Таа е позната бања. Сигурно го правил тоа живејќи во Ерусалим. Меѓутоа отиде да се изме. Имаме ние друг случај на друг човек, кој беше кажан да оди да се мие во Јордан. Нааман. Слугинката, девојчето израелско му рече на Нааман, кој беше болен од лепра, и тоа во многу поопасна ситуација од овој човек, смртно болен. И отиде кај Елисеј, надавајќи се дека Елисеј ќе го пречека, па ќе направи некои ритуали, ќе кади, не знам што ќе прави. А Елисеј дури не излезе. Туку само прати преку слугата порака: нека оди 7 пати, нека се нурне и ќе биде излекуван. И Нааман се разгневи, се налути и сакаше да си оди. И на крајот еден од неговите војници го убеди и на крајот излезе чист како бебе. Му беше кожата нежна, како бебе. Бебините имат нежна кожа. Таков излезе од водата. Меѓутоа овој човек, без да прашува, тргна веднаш кон бања. Тоа е големото чудо овдека. Веднаш послушно отиде да се измие, без колебање. Вако. Иако се што правеше Христос до тој момент е абсурдно. И мачкањето на очите, и прекјањето и така натаму. И тоа беше послушен. И тоа е големиот контраст меѓу човекот што не гледаше и оние што гледаа во 8 глава. Оние што гледаа, зедо камена да губят, овој се покори.
Поверува. Секако дека се беше заслуга на Христос. Тој си седеше таму. Тој очекуваше да му фрлат некој сребреник, некоја лепта. Христос му рече, оди, избањај се. Христос, благодата направи се, секако. Христос дојде кај него. Христос му ги отвори очите и така нато. Меѓутоа човекот ја покажа она послушност. Зашто послушноста пак доаѓа од верата во заповедта што Христос му е даде. Бог се откри овде како милостив, покажа дека се грижи за немокните, покажа дека е даражлив со своето спасение, без двоумење, без колебање го прави тоа. Оние што ќе поверуваат, оние што ќе дојдат со вера. Тоа е Божјата слава. И знаете, овде се гледа колку Божјата, под наводници, лудост е помудра од најмудрата човечка мудрост. Знаете, зашто и усовршените, најсофистицираните медицински методи не можат да го постигнат со оваа лудост, што Христос се направи таму. Зеде кал и му каже, оди изми се во бањата. Да, тоа е лудост, погледнато од аспект на човечката совршена наука, медицина. Но Божјата лудост е поголема, помудра од човечката мудрост. И тоа е тоа дело во кое ние треба да учествуваме. Да се покажува Божјата мудрост. Во нашите зборови, во нашето поведение, во нашите животи. Значи, ние треба да бидеме тоа Евангелие, таа добра вест во зборовите и во постапките. Затоа сме повикани. Христос е испратен и нас не испраќа. Да ги објавуваме, да ги покажуваме Божите дела. Секој верник треба да биде сведоштво на таа Божја милост. Да живееме како луѓе кои гледаат и со мудрост, и со сочувство кон оние што не гледаат, покажувајќи го животот на Христос пред светот и таа надеж што тој ни ја дава. И да го правиме тоа додека е ден, зашто ќе настапи ног и нема да можеме ништо да направиме повеќе. Зборам за луѓето овдека во светот. Затоа Господ да ни дава мудрост, да ни дава сила, да ги објавуваме Божите дела. Ајде се молиме. Господи, ние ти благодариме за таа Твоја благодат која што ја гледаме овдека, покажана во дејство. Ти благодариме за испратениот Твојот Син, кој дојде да откупи народ за себе. И ти го направи тоа. Не очисти како што човекот и очите на човекот беа физички очистени во Силоам, ти така не очисти духовно, ги избрише нашите греови, ги оддалечи колку што исток е далеко од запад. Ме направи праведни во Твоите очи и ти секојдневно не усовршуваш. И ти благодарим за тоа што ти не представуваш во Христовата праведност праведни, целосно прифатени. И се молиме сега како прифатени од Тебе да ни дадеш, копнеш, да живееме живот кој ќе ги објавува Твоите дела. Ќе го врши, Господи, ќе врши Твојата воля. Живот што ќе ни донесе чест и слава. Се молиме за Твојата благодат, без која не можеме, се молиме, прави го тоа. Ти преку Твојата благодат. И направи таа благодат во нас да биде позната, видлива во светот, со тоа што ќе ги отвораш очите и на другите. Ти благодариме за таа голема привилегија која не вклучува во Твоето дело. Затоа те славиме сега и во сите времиња. Во името на Христос се молиме. Амин. Добро, ајде сега да го